Почитуван председавач, колега Васко Ковачевски, почитувана заменик министерке за финансии, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Денеска, навистина, расправавме за еден многу важен политички и финансиски документ, од кој што зависи животот на Македонија во 2018 година. Зошто викам политичко-финансиски документ? Бидејќи преку цифри, преку објаснувања и ставки, во 433 страници се дадени насоки како ќе се трошат народните пари, парите на граѓаните. Како ќе се трошат 3 милиарди 430 милиони евра. Во која насока и која политика ќе биде реализирана, каков живот ќе им понудиме на граѓаните на Република Македонија. Овој буџет 2018 е прв буџет на владата предводена од премиерот Зоран Заев и како таков јасно ги отсликува и вредностите и начинот на работа на владата. Транспарентно, отворено и честно во интерес на сите граѓани. Кога би го кажала она што го мислам во овие 433 страни што е напишано, како се распределени средствата, кои капитални расходи ќе бидат финансирани, како ќе се стимулираат вработувањата на млади лица во Македонија, како ќе се справуваме со предизвиците кои што ги наследивме од претходната влада, како ќе ги решаваме проблемите на обичниот граѓанин, тогаш со 3 збора би кажала дека овој буџет е буџет за стабилност, раст и правичност. Стабилност бидејќи ја нормализираме и стабилизираме економијата, го стопираме мегаломанското трошење на непродуктивните проекти, отвараме нови економски перспективи на земјата. Раст, ја задржуваме и раздвижуваме економијата во поголеми капитални инвестиции, државна поддршка за нови инвестиции на домашни и странски компании, зголемување на конкурентноста, раст на извозот. Правичност преку фер пристап, транспарентно, педантно, одговорно и според приоритетите на целните групи управуваме со парите на граѓаните со цел навремена, квалитетна и правична распределба и реализација на проектите кои значат подобар и поквалитетен живот за сите. Буџетот за 2018 година ги обезбедува основните функции на државата: непречена и навремена исплата на плати, пензии, социјални трансфери и други трансфери кон граѓаните, буџетските корисници и другите економски субјекти. Бидејќи досега голем број од моите колеги истакнаа и ги потенцираа насоките во кои што ќе се распределуваат средствата на овој буџет, јас би се задржала овдека на сферата на образованието. И би кажала колку многу значи и значење му дава тоа што му дава толкаво значење владата на образованието. Го поставува како еден од основните столбови што во суштина и во развиените економии и општества образованието знаеме дека е основа на се. На развојот на економијата, на квалитетот на животот, на тоа како ќе живеат граѓаните. Се започнува од образованието. Колку оваа влада внимава и потенцира колку е значајно образованието, го покажува со тоа што во вкупниот буџет на МОН за 2018 година, кој изнесува 25 милиарди 2 милиони 838 илјади денари, односно 406 милиони евра, 555 илјади евра, што всушност тоа значи некаде 5% повеќе од буџетот за 2017 година, покажува дека сето она што беше кажувано кога зборувавме за ребалансот на буџетот од страна на колегите од опозицијата, дека кратиме, ние објаснувавме дека ние сакаме да го спроведиме она што го имаме зацртано во нашата програма, во која што всушност имаме и етапи во кои што сакаме да ги раздвижуваме работите. Во однос на образованието, има комплетно зголемување на целиот буџет, како што кажав, во висина од 5%.
Акцентот е ставен на вкупните капитални инвестиции во образованието, односно на високото образование, каде има зголемување од пола милијарда денари за подобрување на ученичкиот и студентскиот стандард, како и покачување на платите во висина од 5% на сите вработени во основното и средното образование од септември 2018 година. Вкупниот буџет на МОН за 2018 е поголем од оној за 2017 година за 1 милијарда 264 милиони 592 илјади денари. Гледано по видови на расходи, средствата се планирани тоа. Со буџетот за 2018 година платите се зголемени за 128 милиони 884.000 денари, што ќе обезбеди она што го кажавме, најавеното зголемување, како и нови вработувања согласно потребите во училиштата. Структурата на буџетот по намена изгледа вака. Капитални инвестиции имаме плюс 20,58% од претходната година, а во нив влегуваат повеќе средства за изградба и реконструкција на училишта, изградба, реконструкција и опремување на ученички и студентски домови, изградба и реконструкција на објекти за високото образование. Тука би напоменала и би дала апел до раководните тимови на училиштата. Почитувани колеги, директори, раководни кадри, професори, наставници, изготвувајте реални проекти, барајте да се реализираат тие и ќе ви биде тоа удоволено, бидејќи средства во буџетот издвоени за тие намени има. За плати и надоместоци, како што кажав, на вработените во средното и основното образование се наменети зголемување на 5% на платите од септември, меѓутоа тоа не значи дека ако по реализација на вкупниот буџет и по поголем раст дека би можело да дојде и до одреден ребаланс на буџетот и поголемо зголемување, бидејќи знаеме дека во последните години за образованието навистина беше направено многу малку, посебно во сферата на платите во основно и средно образование. За децентрализација, трансфери до единиците на локалната самоуправа, тоа се пари како блок дотации за училиштата, се зголемени 4,62% или 10 милиони евра повеќе за училиштата во 2018 година. Владата видела дека најголемите долгови во локалните самоуправи произлегуваат од долговите неплатени на училиштата по основ на електрична, неисплатени долгови за електрична енергија, за вода и други некои потреби, и заради тоа, за да се на некој начин амортизира таа состојба, самата влада во буџетот одвојува 4,62% или 10 милиони евра повеќе за да се прераспределат таму каде што се потребни. За субвенции и трансфери имаме зголемување од 3%, 36 милиони денари повеќе за ученички и студентски стандард. За стоки и услуги со овие средства се обезбедуваат тековно функционирање на единките кои што се во надлежност на МОН, тоа се комунални услуги и тековно работење како што истакнав. Она што е важно да се издвои, дека за образованието овој буџет е развоен, се тежне кон создавање на услови за подобро образование и подобри услови за сите. Буџетот за подобри услови на студентските ученичките домови, буџет за подобри услови во образованието, инвестиции во образованието, за подобри услови, нормално не е важно да се зголемат платите на просветните работници, нормално тоа е многу важно за нивната екзистенција, меѓутоа е важно во какви услови тие ќе изведуваат наставата. Вложуваме во човечкиот капитал, во подобрување на квалитетот на образованието, но и подобрувањето, како што кажав, на условите за работа. Стимулирање на квалитетот со наградување на најдобри училишта. Стимулирање на квалитетот со инвестирање во лаборатории во основните училишта, вложување во квалитет во високото образование. Она што сакам да го истакнам е следното. Имаме ние со овие средства имаме голем број на средства кои што се
тоа се во износ од 1 милиарда 741 милион 790 илјади денари, во кој што 738 милиони денари се обезбедени за бесплатни учебници за основното и средното образование. Тука да кажам дека во овој буџет влегуваат и средства за оние учебници кои што ќе бидат ревидирани. Нели најавивме дека секаде каде што имаме одредени грешки во учебниците ќе треба да се препечатуваат и на тој начин да не се доведуваат во прашање тие бесплатни учебници, се интервенира со одредена цифра на средства. Предвидени средства се за буџетот во висина од 40 милиони денари за нови лектири во основното образование. Проектот за превод на книги согласно универзитетските учебници кои се употребуваат за првите 10 рангирани универзитети согласно Шангајската листа за 2015 беа издвоени 79 милиони, сега се 50 милиони за проектот превод на книги од реномирани автори кои ќе ги сервисираат и долговите од минатата влада кои што се наследени треба да се нормално исплатат. Имаме стимулирање на квалитетот со наградување на најдобрите училишта. Првпат се воведува во пракса да се стимулираат со наградување, до сега беше праксата да се на некој начин дестимулираат со казнената политика, меѓутоа овдека првпат се воведува проектот кој ќе ги стимулира најдобрите основни и средни училишта, во кој што имаме 6 милиони денари за најдобрите основни и 6 милиони денари за најдобрите средни училишта. За првпат се обезбедува поддршка на меѓународни научни олимпијади и меѓународни надпревари, сместување, превоз, патни трошоци и слично за основното и средното образование во износ од 9 милиони 200 илјади денари. Морам да ви кажам дека можеби дестимулативно беше тоа што патните трошоци требаше да ги обезбедат самите ученици и самите ментори на учениците. Ова значи поттик и давање на некој начин една, ако не повеќе, барем малку материјална поддршка за да се спроведуваат тие активности. Вложуваме во квалитетот на образовниот процес. Учениците конечно ќе добијат лаборатории, учениците конечно ќе може да експериментираат. Она што нас ни недостасуваше, тоа е практичната работа, а за да се изведува практична работа мораме да имаме квалитетни лаборатории каде што ќе се држи таа настава. Има голем дел наставки кои што говорат за зголемување на ученичкиот стандард. Тука би сакала малку да потенцират дека оваа буџетска година имало 223 милиони денари. Оваа влада работи на подобрување на условите во ученичките домови и вложува во ученичкиот стандард. А за таа цел предвидува зголемување од 80 милиони денари, односно планирани се средства во износ од 300 милиони денари за оваа намена, за подигнување на ученичкиот стандард. Во делот на студентскиот стандард се планирани средства во износ од 660 милиони денари, што представува континуирано подобрување на студентскиот стандард преку обезбедување дополнителни средства и со ребалансот и со буџетот сега за 2018 година во висина од околу 50 милиони денари. Исклучиво се за подигнување на студентскиот стандард. Стипендии за последипломски и докторски студии во износ од 60 милиони денари, скратени се од 90 милиони денари, Шангајски, Шефилд, ФАМУ и така натаму. Исто така морам да ви кажам дека капитални инвестиции во образованието имаме и во тие капитални инвестиции влегуваат изградба и реконструкција на основни и средни училишта, за кои што се обезбедени 282 милиони 600 илјади денари во 2018, за разлика од 2017, кога беа 250 милиони денари. Тоа со ребалансот го споредува. За изградба и реконструкција на основни училишта се обезбедени 212 милиони денари, или 15 милиони денари повеќе во споредба со ребалансот од 2017 година.
Изградба на монтажни основни училишта 10 милиони денари, за изградба и реконструкција на средни училишта 70 милиони денари, за реконструкција на посебни основни и средни училишта исто така се одвоени 20 милиони денари, за спортски сали во основните и средните училишта се обезбедени 67 милиони и 200 илјади денари. Она што сакам да го потенцирам, сиве овие предвидени средства ќе може да се реализираат само ако дојдат издржани проекти кои што треба да имаат и планска документација, она што е потребна за да се реализира еден проект. Затоа, почитувани раководители, односно учесници во воспитно-образовниот процес, ве молам и замолувам до вас, ако сакате да ги реализираме сиве овие средства кои што се предвидени за образованието, да доставувате проекти кои што нормално Министерството за образование и наука преку Министерството за финансии ги има обезбедени овие средства, меѓутоа и ќе ги стави на реализација. Сега она што сакам да го кажам, бидејќи беше зборувано, а доаѓам од Охрид, дека се кратат пари за Универзитетот Свети Апостол Павле. Ево да ви потенцирам дека за сите универзитети се издвоени средства, голем број на пари, за Охридскиот од 448 1.800 милиони на 92.720 милиони денари или 44 милиони денари. Беше овдека заговарано кога зборувавме за ребалансот дека Охридскиот универзитет ние сакаме како влада, како ново мнозинство да го затвориме или не му даваме средства, а тогаш немав прилика да кажам дека сето тоа беше поради нереализација на она што беше предвидено од менеджментот на универзитетот, односно од ректоратот. Почитувани граѓани, има вакви ставки многу во однос на сите сфери. Јас се осврнав на образованието како моја основна дејност. Пред се да кажам и да го искажам моето задоволство што после толку години, 27 години самостојност, една прв пат оваа влада покажува толку голем пиетет и го уважува образованието. Образованието се уважува и со збор, меѓутоа и со дела, односно со средства, а како што видовме, имаме доста со што да се пофалиме во однос на буџетот 2018. Се надевам дека со мојата дискусија ќе поттикнам да не само менеджментите во училиштата, туку и сите оние кои што се релевантни, раководни тимови во одредени сфери и институции, кои што се опфатени во дискусиите на моите колеги, ќе го сватат ова сериозно и ќе сватат дека се што сакаат да се реализира, треба да го сработат, треба да достават проекти и тие проекти ќе бидат и финансиски помогнати и секако помогнати. Ви благодарам за тоа што ме слушавте.